Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме шпанска салата со наут. Наутот е одлична здрава состојка. Содржи малку масти и има низок индекс на глукоза, што значи дека енергијата ја ослободува бавно и заситува подолго време. Овде го комбинираме со одлични вкусови и ќе добиеме едноставен летен ручек. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 150 грама наут, 2 до 3 цели печени црвени пиперки, една главица црвен кромит, 2 мали домати, 100 грама сечкани колбаси, половина лимон, грст свежо нане, сол и бибер и маслиново масло. Прво треба да го оставиме сировиот наут да отстои во вода. Најдобро е ако отстои преку ноќ, а тоа го смалува и времето на подготовка. Наутот треба двојно да нарасне пред да го вариме 1 час. Ставете го наутот во зовриена вода и варете го околу 1 час. Во водата ставете маслиново масло и сол. Време е за сечкање. Прво исечкајте го колбасот. Ние користиме убав црвен колбас со силен вкус кој подоцна ќе го испржиме за да ослободи дел од маснотијата и зачините. Следни земете ги сладките печени црвени пиперки. Исечкајте ги на ленти. По нив и доматите, потоа и црвениот кромит. На крај исечкајте го свежото нане. Не морате да ставате нане, но тоа убаво го дополнува целото јадење. Загрејте малку масло во мала тава за пржење и пропржете го исечканиот колбас. Колбасот не го готвиме, туку само ослободуваме дел од неговите масноти и зачини кои подоцна ќе зачинат салатата и ќе делуваат како прелив. Тргнете го од огнот по неколку минути. Кога наутот ќе се свари и додека се уште е топол, исцедете го, ставете ги сите состојки заедно и добро измешајте. На готовата смеса додадете и малку лимонов сок и спремни сме за сервирање. Време е за сервирање. Едноставно ставете од салатата во чиста бела чинија и ручекот е готов. Ова јадење е здраво, но толку вкусно што нема да престанете да го јадете додека не се заситите. Комбинацијата на вкусови е класична Шпанија. Потрудете се да го изберете вистинскиот вид на колбас, затоа што вкусот на месото е тоа што ова јадење ќе го направи успешно или неуспешно. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели!